Индекс на еден, добре дојдовте во ова ново неделно издание. Потврлија владините проекции. Даночните приходи во буџетот од стопанството и од граѓаните во првите 4 месеци се намалија за 10%. Според експертите, овие бројки го вклучија алармот дека стопанството е влезено во криза, финансиски исцрпено, соочено со проблеми. За владата даночните поместувања беа причина да скрои нов ребалансиран буџет. Според новата проекција, годинава државната каса ќе биде покуса за 165 милиони евра по основ на даночни приливи. Во македонскиот концепт доминираат социјално неправедните даноци, исти даночни стапки за исти слоеви, сиромашни и богати. Во ова издание на Индекс, колку стопанството ќе може да ја финансира буџетската потрошувачка, кои се најголемите даночни плаќачи, дали има простор за намалување на даноците, какви се владините прогнози, а какви експертските сугестии. Продолжуваме со темата, останете со Индекс. Буџетскиот аларм е вклучен. Стопанството губи кондиција. Се намалува наплатата на даноци. Според новата ревидирана проекција, годинава во буџетот ќе се соберат 165 милиони евра помалку од даночни приходи. Според експертската јавност, падот на даночните приливи е предупредување до владата дека треба да направи сериозен рез за нестопанските трошења, бидејќи приватниот сектор и граѓаните се соочуваат со тешки денови. Стопанството губи кондиција, пари за инвестиции нема. Битка со дневна ликвидност се вклучи и буџетскиот аларм. Се намалуваат приходите од даноци, еве што покажуваат бројките. Владата планираше од стопанството и од граѓаните во буџетот да собере 1 милиарда и 440 милиони евра. Планот е ревидиран. Сега предвидува дека ќе собере 1 милиарда 275 милиони евра или 165 милиони евра помалку. Македонија силно ги чувствува импликациите од светската економска криза, се ревидираа стапките на пораст на бруто домашниот производ и секоја национална економија, што е сосема нормално во услови на криза, губи дел од бруто домашниот производ. Вие знаете дека прво стапките беа профилирани на 5,5% пораст на бруто домашниот производ, еве сега и самата влада дојде до 1%, Централната банка предвидува нулта стапка на пораст на бруто домашниот производ, Европската комисија мисли дека ќе завршиме со минус 0,3%. Според тоа и Македонија ќе изгуби дел од својот бруто домашен производ и при истото даночно товарување нормално е дека во маса приходите ќе бидат помали. Потврлувањето на даночните приходи за државата е очекуван епилог. Се работи за намалување на вкупниот обем на економска активност и од тука произлегуваат и намалените даночни приходи. Значи се намалува трговијата, се намалува производството, има ниска стапка на инфлација, нели тоа има соодветно влијание во прибирањето на приходите. Така што тие ефекти се го предизвикуваат и на малот пониското прибирање на даноци. Меѓутоа очекувањата се дека во овие некои рамки кои што се, да речам, во првиот квартал, дека тој некој тренд би се задржал во текот на годината и врз основа на тие претпоставки практично се подготви и ребалансот на буџетот. Експертската јавност е поделена, додека едни очекуваат влошување на финансиската кондиција на компаниите, други велат дека трендот сепак ќе зависи од потезите на власта. Сите овие пари после тоа се трошат великодушно на разноразни неефикасни проекти, проекти кои не носат некоја посебна економска вредност и сето тоа некој се представува како позитивно за економијата, но да бидам искрен, на мене лично ми наликува или ме потсеќа нова изреката на Винстон Черчил, кој на времето кажал дека нација која се обидува да постигне просперитет преку одданочување личи на човек кој стои во кофа и се обидува да се дигне себе си со рачката. И буквално тоа се случува во последните 3 години во нашата држава. Дел од стручњаците на прагот на првиот ребаланс се сомневаат дека ќе биде неопходен уште еден, доколку владата обстои на проектираниот буџетски дефицит од 2,8%, што значи дека иако е намали државната каса за 173 милиони евра, динамиката на трошење останува иста.
Симулацијата покажува дека 70% од парите што државата ги собира за даноци од стопанството и од граѓаните се трошат за финансирање на двете гломазни буџетски ставки за договорни услуги 426 милиони евра, од каде се финансираат и партиските вработувања, и околу 469 милиони евра за капитални расходи, од каде се влечат пари за физибилити студии, нестопански проекти. Во овие изминати 3 години во владењето на ВМРО ДПМН, во однос на последниот буџет на Социјалдемократскиот сојуз, тој е зголемен, буџетот е зголемен за повеќе од милиарда евра. Значи, милиарда евра се прибрани од стопанство, од граѓани по разни други основи, а ефектите ги нема. Едно е да ги приберете парите и паметно да ги трошите, да ги инвестирате за да продуцираат нов општествен производ, нови вработување, нови инвестиции, нова додадена вредност. Ке нас тоа не е ситуација. Од една страна имаме собрани милиарда евра за 3 години, а имаме повеќе невработени, сега се намалува бројот на вработените, индустријското производство не паѓа само сега, тоа паѓа во континуитет. Ослабената финансиска моќ на стопанството се рефлектираше во бројките и проекциите на УЈП. Во првите 4 месеци, најголемо потфрлање од 42,5% во однос на истиот период во 2008-та има кај наплатата на данокот на добивка, но тоа во најголем дел се должи на даночното ослободување поради кризата. Годинава биле собрани 33 милиони евра, а лани истиот период 58 милиони евра. Пад од 5,9% има кај данокот на додадена вредност, каде до крајот на април собрани се вкупно 185 милиони евра. Во првите 4 месеци во 2008-та приходите од ДДВ изнесуваа 197 милиони евра. Надфрлање од 5,2% има кај персоналниот данок, каде се собрани 47 милиони евра, но тоа се должи на воведување на концептот бруто плата. Кај акцизите, растот е минимален, 0,3%, со собрани приходи од 65,9 милиони евра. Во отсуство на изјава, од УЈП стаса писмен став за индекс. Сосема е природно Македонија како дел од светската заедница да не биде имуна на светската финансиска криза. Управата за јавни приходи будно ги следи настаните и презема активности колку што е можно повеќе бизнис заедницата да не ги чувствува ефектите од кризата, се вели во писмениот став на УЈП. Експертите не го кријат ставот и препораките дека владата треба да направи посериозен рез во непродуктивните трошења, сега среде криза, кога стопанството нема да може да ја задоволи потрошувачката на државата и нејзиниот чиновнички апарат. Најмногу пари во државната каса се собира од ДДВ, со близу 60% во вкупната структура на даночни приходи. Персоналниот данок учествува со 14%. Македонија има даночен концепт во кој доминираат социјално неправедните даноци, исти за богатите и за сиромашните. Преку анализата што следува, комплетна слика за даночниот систем во земјава. Дали знаете какви даноци има во Македонија? Нити плаќам, нити знам, јас сум пензионер. Персонален данок прво е, после има, не знам точно како се вика, ДДВ, нели, тоа е втор. После има на крајот од годината што се плаќа на евентуално некои други средства екстра. Плаќате ли вие даноци или? Плаќам, да, редовно. Ја редовно плаќам данок. Има повеќе видови на даноци. Некои се неисполнителни, меѓутоа не треба така да биде. Персонални даноци има, за личен доход има. Каков е македонскиот даночен концепт? Земја во која доминираат социјално неправедни даноци. Тој концепт каде што доминираат така наречените индиректни даноци, ДДВ е типичен случај, но исто така и други видови на даноци се индиректни, кои што фактички ги плаќа крајниот потрошувач. Таквиот тип на даноци се социјално регресивни, така ги викаат економистите, односно тие се социјално неправедни, бидејќи сите даночни образници, без оглед на нивната реална економска моќ, плаќаат исти даноци за ист тип на производи. Значи и вие, и еден студент, и еден невработен, кога купува во супермаркетите, во самопослугите, определени прехранбени производи, еве како пример да кажеме, сите плаќаме ист данок. Еве кои се клучните даноци. Данок на додадена вредност со општа даночна стапка од 18%. Акцизи, паричниот износ зависи од производот. Персоналниот и данокот на добивка со стапка
од 10%. За првите 4 месеци годинава во буџетот остварен е даночен приход од скоро 332 милиони евра. Најголемо е учеството на данокот на додадена вредност со 55,8%, акцизите со 19,8%, персоналниот данок на доход со 14,3% и данокот на добивка со 10,1%. Споредбено со истиот период лани, помали износи има од данокот на добивка за 42,5%, но и од данокот на додадена вредност за 5,9%. Кај нас во Царинската управа се работи во готово, значи стоката мора да биде од царината за да биде пуштена во промет или во одредени постапки треба да биде гарантирана со банкарска гаранција за да може да биде пуштена исто така во промет. Што значи кај нас постои 100% обезбедување на платата, а исто така може да се констатира дека е намален и бројот на царински декларации што е обработен спореден во со истиот период минатата година, меѓутоа тука не се работи за неможноста да се плати, туку е пред се намален увозот. За да ја подобри бизнис климата, владата воведе рамен данок. Даночната политика, како еден сегмент од економската политика, се одвива во насока на она што бизнис заедницата го бараше уназад неколку години, односно во насока на намалувањето на оптоварувањето по тој основ. Кај даноците на доход, данокот на добивка се намали од 15 на 10%, почнувајќи од 2008 година, додека кај персоналниот данок на доход стапките од 15, 18 и 24% се заменија со 10%. Всушност со ова се воведе рамниот данок и по основ на овој данок бевме едни со најниските стапки во регионот и во Европска унија. Но сега, во услови на криза, експертската јавност смета дека стопанството е оптоварено